Иако можеби ноември го поврзувате со тажно, сиво време и приближувањето на зимата, тој е одличен месец за патување. А каде да патувате? Ако сакате да избегате од студот, можете да одите некаде каде што е топло, каде што сонцето и морето ве чекаат. Сепак, ако сакате да ја видите градската архитектура и музеите без преголеми гужви што се присутни за време на главната туристичка сезона, можете да одите во еден од прекрасните европски градови. Избравме неколку дестинации каде што можете да патувате во ноември, сами со вашето семејство или вашиот партнер. За почеток, Копенхаген. Прекрасната данска престолнина е поврзана со скулптурата Малата сирена, стара повеќе од 100 години. Скулптурата е почит кон популарниот лик создаден од авторот Ханс Кристиан Андерсен и е една од атракциите во Копенхаген што мора да се видат. Просечните дневни температури во Копенхаген во ноември се помеѓу 4 и 7 степени Целзиусови, па затоа ќе сакате да се облечете топло додека истражувате иконски знаменитости, како што се Палатата, Националниот музеј на Данска и градините Тиволи. За целосно искуство уживајте во еден од традиционалните ноемвриски настани во Копенхаген, како што е лов на Хубертус во паркот со елени. Тоа е коњска трка што се одржува секоја година и има традиција од над 100 години. Друго незаборавно искуство во кое можете да се препуштите е скијањето на вештачка скијачка патека на Копенхел. Следна на листата е Кордоба, прекрасен и древен историски град со многу архитектонски знаменитости, што ќе сакате да ги истражите. Помеѓу нив е и големата џамија, која е изградена во 8 век и се смета за едно од најголемите дела на исламската архитектура. Други прекрасни историски знаменитости се Алексар де лос Рейс Кристијанос и Римскиот мост. Прекрасното време во ноември со просечни дневни температури помеѓу 7 и 18 степени Целзиусови ќе го направи вашето истражување на Кордоба уште попријатно. Доколку сте заинтересирани да ги посетите спомениците и музеите во градот, сигурно ќе бидете импресионирани од познатиот археолошки музеј. Салцбург е град на Моцарт и еден од најубавите божикни пазари во цела Европа. Тие почнуваат да се отвораат кон крајот на ноември. Ако сакате да го почувствувате раниот вкус на божик без декемвриските гужви, овој прекрасен австријски град е совршена дестинација за ноември. На божикните пазари можете да јадете миризливи печени костени, да пиете вкусен пунч или божикно грејно вино и да се препуштите на купување традиционални божикни предмети, како што се свекници и резби од дрво. Еден од најпознатите божикни пазари е на плоштадот и најстариот во Салцбург, но има уште многу други за избор. Австрија е една од најпопуларните дестинации за одмор во постудените месеци, со просечни температури од 1 до 8 степени Целзиусови во ноември. Но доколку ви стане студено, можете да седнете на шолја топло чоколадо со крем во омиленото кафуле на Моцарт, кафе Томасели. Можете да ја посетите и куќата каде што е роден Моцарт, која сега е музеј на отворено со име Моцарт Хаус, или многуте палати и познати замоци во Салцбург, вклучувајќи го и вчудениот видувачкиот прекрасен дворец Мирабел. Ако ви недостасува сонце и малку потопли температури во ноември, можете да патувате на Канарските острови. Со нивната пријатна клима, тие се погодни за одмор во било кое време од годината, но ноември е особено пријатно за посета. Со просек од 9 часа сончево време и просечна дневна температура помеѓу 18 и 23 степени, времето во текот на ноември е практично идеално за релаксирачки одмор. Ако сте поавантуристички настроени, ноември е исто така сезона на совршени бранови на Канарските острови. Ке најдете многу соодветни локации за сурфање, вклучувајќи ги Тенерифе и Ланзароте. Во Тенерифе можете да ги доживеете и прекрасните погледи на прекрасниот национален парк Теиде. Именуван е по истоимениот вулкан и е највисоката точка во Шпанија. Други работи што можете да ги правите во ноември вклучуваат пливање или нуркање на многуте прекрасни плажи или истражување на нивните шармантни градови, како што се Терор во Гран Канарија или Сан Кристобал де ла Лагуна во Тенерифе. Ноември е еден од најубавите месеци за патување во Куба и посета на неверојатно интересната Хавана. Ако сакате да избегате од мрачните сиви денови и да ги замените со прегратка на топла сончева светлина, сте дошле на вистинската дестинација.
Ноември е топлата сезона во Куба со многу сонце и просечни дневни температури помеѓу 21 и 29 степени Целзиусови. Може да се каже дека е речиси како да сте во рајот. Уживајте во топлото и сончево време додека ги истражувате многуте атракции на Хавана, вклучувајќи го и Малекон, каде што можете да шетате покрај брежјето и да се релаксирате во фантастичниот поглед. Или препуштете се на историскиот шарм на Стара Хавана и истражете импресивно обемната уметничка колекција на Националниот музеј на уметностите. Можете исто така да уживате во многу незаборавни музички изведби, полни со жив ритам и страст. Кога ќе ги видите, ќе го запознаете вистинскиот кубански ритам. Но не заборавајте да се почастите и со многу вкусна карипска храна. И за крај Лисабон. Пријатно топло ноемвриско време со просечни температури помеѓу 12 и 18 степени Целзиусови. Ве поканува на југозападниот дел од Пиринејскиот полуостров, каде што можете да уживате во патување до Португалија и низиниот прекрасен главен град Лисабон. Прошетката низ градот ќе ве воодушеви во ова време од годината, а топлото време ќе ја збогати вашата посета на бројните атракции на градот, како што се прекрасните урнатини на манастирот Кармо, замокот Сао Жорже или кулата Белем. Можете исто така да учествувате на еден од музичките фестивали што се одржуваат во Лисабон во ноември, или да се препуштите на гастрономските задоволства, или да се разгалите со нивните пастелни колачи од јајца и крем.